Значи още от тогаш кажам дека сакам да го средам, да го изфарбам, да го направам фабричко стање. Почна реставрација, значи аз почнах веќе да го реставрирам. Погодејте во коментари од што е оваа машина. Зашо насловот гласе ми треба вашата помош? Али која е ситуацијата? Постојат два проблеми, од кои единиот проблем се решава многу лесно и веќе мислам да ми е решен, а другиот ќе биде малце потежок. Сега, која е ситуацијата? Добар ден на сите и добро дојдовте во уште едно видео на каналот. Добро дојдовте во почеток на нов проект, во еден проект кој што ми е драг, многу драг, кој што ми е многу горд и кој што тука ќе ви излезе колку време го има, значи колку време овој проект треба да биде реализиран. Добро дојдовте во целосна реставрација на томосот мој, кој што е веќе 7 години во моја собственост. И во тие 7 години, значи уште од првиот ден, еве ќе ви пуштам инсерт. И тоа, седиштето има од здоле вакво, малце зарегено, али се тоа ќе биде истругано и средено. Ауспухот. Ауспухот не е фабрички. Го чуваме фабричкиот, сега ќе ви го покажам. Ова е фабричкиот. За ламбата кои што уште не се средени. Иначе имам во план да го средам, значи да го фарбам, прво да го префарбам малце, да го посредам, така да ако сакате и тоа да ви го снимам, лајкнете го видеото. Значи още од тогаш кажам дека сакам да го средам, да го изфарбам, да го направам фабричко стање, да биде еден, значи да биде пали вози, да биде гланц нов, да биде како што треба. Уште од тогаш цело време се одложувало, цело време нешто е излевало и затоа кажах сега почнувам официјално со средување и официјално решавам да го направам како што личи, како што треба, значи да изгледа она изфарбан убаво, со сите оригинални стикери, со се оригинално на него, со светла, со жмигавци, со се што треба. И план е со него да се оде за доеран, значи да се направи иста тура за доеран, но со него. Како што знаете, другарот што го има КТМ-от купи, мислам не знаете, али ќе ви кажам, купи APN6 кој што исто така го средува моментално. Така да план е да одиме со двата томоса за доеран. Али за да тоа да се реализира, постојат неколку проблеми, постојат неколку работи и постои нормално голем влог додека се тоа се реализира. Али прво ќе пристапиме кон ваѓање на томосот од дека што е заглаван и ќе ви покажам, тоест ќе продискутираме кои се тие проблеми. Сместете се удобно, замајте нешто за грицкање, за пиење, почнуваме. Значи, ја го дека е заглаван, го единиот бандаж. Имам за него 3 бандажи, од кои двата ги фарбах, тогаш ги правих бели, али ќе се средува тоа. Ја го ауспухот, значи резонантен ауспух, не е ласер, него е МТВ, как е да се чита. Треба и вода да се префарба со боја за кјунци. Тоа е ауспухот. Во од веспата, ја има го калникот, значи сите делови се тука, ја го калникот со некои се инсталации, го тргнуваме и тоа на страна. Ова е ауспухот. Тука имаме шо е во... Не, во овде глава и цилиндар од РКС-от, да. Ја го рамот, односно ја го и моторот, сега ќе го извлечме и ќе продискутираме. Ја има ги двата бандажа и ја го целиот мотор. Едната гума е уште нова, што ја мених. Сега некак да го искарам. Ја го целиот рам, односно целиот мотор, фактички повеќе е рам. Почна реставрација, значи аз почнах веќе да го реставрирам. Искарах фарот, искарах се што е останато, ја го свирката му стоја. Искарах седиште, искарах кутијата со алати, двете гуми. Значи рамото почна да кородира, така да треба антирос и сите тие работи што следат, али имам дома за него и доста делови. Значи купих нова инсталација, целосна, купих штоп позади, нов штоп со инсталација, купих нов фар, исто така со инсталација со се, фар со позиција, значи има и позиционно светло. Купих нови купчиња, тоест нова кутијка за жмигавци, за светло, за гасење, за палење, пошто ме заебаваше. Уште од тогаш нови сајли, сајли треба да купам, а се до сега што набрах се имам за него. Имам жмигавци нови, коцкасти, убави, значи оригинал за него. Имам амортизери друзи и се што ќе треба ќе се купува. И сега преминавме на проблемите на оваа мотор. Значи сега не можем со една ръка, али внутре се наоѓа цела машина. Ја што му стоја пловокот, значи
пуштен, резерва, пуштен, сопрен и гаста. Гаста още му функционира. Я го то ще ви вика, значи я го новата звезда. Нова звезда имам, вие са старите звезди. Значи имам нова и има тук и още една, има и ланец. Значи те ми са тука. Само трябва да ги найдем, нели, логички. И трябва да видим дека е машината сега. И двете ногарки. Тук дзирки и друга машина, koja ще е исто цялостна. Погодейте в коментари от шо е ваа машина. Я малце да се надзира. Тия ще знаят и дали сакате и солава некој проект да направим, пошто това е цяло со курбо, со се. Само фаля клип, глава и сяли ги им, тия само не са монтирани. Нас тук со рамот. Значи, защо наслов от гласа ми треба вашата помощ? Така сега. Во аматор, значи, как ще кажах, планът е да се направи проект, да се реставрира комплетно, значи да се изфарбе во иста боя сина или некој друга, ама най-вероятно па сина, пошто тому сина боя го препознавам. Значи да се направи пак сина боя, да се префарба, да се среда, да се направи што се веќе фабричка со стојба. Али која е ситуацијата? Постојат два проблеми, од кој единиот проблем се решава многу лесно и веќе мислам да ми е решен, а другиот ќе биде малце потежок. Сега, која е ситуацијата? Во аматор е нелегален. Јас од него имам собраќајна, меѓутоа собраќајната е југословенска и не пише ништо на неа, заради тоа што как е купан така му е дадена таа и никогаш во аматор не е регистриран. И во тоа време не е баркале ни регистрација, ни ништо, значи така се возале што се веќе никој ретко кој ги регистрирал. Исто и јас колку купих во тоа време не требаше никој такви работи, не баркани да се полаги за ова. Сега до трафикта дојш одма од жбунавто излеват. Така да од вас ми треба, значи првиот проблем е машината. Машината на во е лоша. Уште кога го возах јас беше добра, кога го купих беше коска машина. Меѓутоа после тоа со текот на времето се заеба, престана и во втора брзина да влеви и се. Ми треба цял агрегат, значи комплетно нова машина што ќе ја кладам само на рамот и ќе возам. Али јас секако ќе ја реставрирам машината, ќе ја освежам со нов клип, нов цилиндар, ќе се клае поголем клип, поголем цилиндар, ќе се направи, значи да оде, да има снага, логички. Али тоа се ќе се решава, но што ми треба? Ми треба рам со документи. Значи, ако имате вие, или ако знаете некој што има, или ако во некој случај ви се наоѓа некој, значи не ми треба цел мотор, заради тоа што ако купам цел мотор, одат по 200, по 300, по 500 евра сега. Веќе се во олтаймери, на времето јас кога купувах по 100 евра беа со документи, сега се по 400, по 500, апенто по 1000 са. И проектот со самото тоа би скокнал на многу, значи би скокнал на 2000 евра, што не ми е во буџет. И затоа апелирам да се најде, да колку имате, да пуштите АБР, што викам јас, да пуштите збор, да успееме да најдеме рам со документ. Значи не ми треба блок, не ми треба ништо, не е проблем са менат машини. Битен ми е рамот, значи да има таков рам, не мора волајне ништо, значи само рамот да го има со шасијски број и со документи. Да може да се преведе и да не сте од Гевгелија, значи са пушки преку карго, да ми го пуштите преку карго. Јас ви пушкам лична карта, нели учитана, само ми правите купопродажен договор, ми го пушките, јас го наредувам и после одам си го регистрирам. Нормално ќе си платам, значи ќе си има се, за секи си има споразум, али план ми е, затоа пак кажувам, ако сакате да има јаки проекти, ако сакате да биде фабричко стање, да имаме задојран со него, да има авантури, би ве замолил, доколку некој има, да се потрудиме да најдеме, да успееме. Прва опција ми е така да питам, втора опција ми е што обавезно што ќе објавам и на Инстаграм. Ќе одам на огласи, иако на огласите до сега како што листих нема баш. И тоа што има се, значи, готови мотори и се цена, значи, во неапто. А мене ми треба рам. Ако и во тоа случај не успеам, ќе почнам да одувам по селта, значи по околните села и да питам некои што седат пред продавници, што седат негде најш по-стари лица, ако некој има во дворот забутан што не му треба. Сега некој ќе се смеа, ама реално е така и најлесно може да се најде. Ке гледам да најдам, значи со папирологија, ми треба да го донесам на моје име, да го донесам со таблици, со се и да може да го легализираме, пошто без документи нема регистрација, без регистрација нема
не е легален, а без легалност не може да дойме нигде. Значи, как ще кажа, може само до трафика дойш и то е ризично. И за това би възмолил, ако може да се найде, ако успеем да найдем, ке биде много хубаво, имам все отделови за него, много работа ке ми завършите, така да доколко некой има, нека ми се обрате на Инстаграм, Живко Жика, ке се договорим около цени, ке се договорим около все, значи само ми е битно да биде рамот здрав, в смисъл да не е сега на пола сукършен, ма свахте. Значи пак да биде здрав рамот и да има папирология. Пак я кажем, не ми трябват цели мотори, не ми нудеите, заради това, че ако купам цел са скъпи и ке ми изпадне проект от много голям бюджет, заради това, че аз всекако трябва цяла нова машина да купам, да реставрирам, пак има пари там, клип, цилиндър. Значи и това си взиме нели време. Затова сакам да найдам рам, машина веќе имам од един другар, што ми ја даде по добра цена и што ќе се искористе, ќе се пререде одново, ќе се направи гланц, да пале на един зъб, што се веќе как што си палеше на времето. Со светло, со метло, со се, али папирите мора да ги решиме, така да пак ќе кажем, доколку имате, обратете се обавезно. Имам много яки идеи, много светли идеи за овој проект, може да биде стварно уникат, али ништо не можем додека не добијам папири за него. Тоа е тоа. Сега уште малци ќе ви го снимам пак кај изгледа и ако се најде, само едноставно од воа ќе премостам се на новиот, ќе го префарбам. Значи волајне, ръчки нови ќе му клам, вие са издъркани. Но мислам се ново ќе му клам, логички, али сам да кажем. Се ќе премостам на новиот и тоа е тоа. Некој ќе каже, ти имаш опција да го легализираш и се. Да, имам опција, меѓутоа легализацијата е многу тешка, трае, сега има, трае до 2027. Јас сум 7 години собственик на овој мотор, никогаш не е регистриран и сметомот и би успеал, али многу е тешко, заради тоа што бъркат многу работи, бъркат да биде се или фабричко, што се веќе до штраф, процедура е треба да се сликува, многу пари коште. И много по-ми се изплаќа само да купам нов рам со документи и да го прередам, него ли да се заебавам со легализација. Иначе едно јавување, пред да заврши видеото, само да ви кажам, оти имам снимено видеа премногу. Значи имам видеа буквално до крај на овој месец и до средината на август ништо да не снимам, а секој викенд по 2 видеа да има. Значи многу видеа снимани, моментално имам 9 видеа снимани, 10-тото тек го снимам во камерата. Следните викенди ќе бидат огин, значи страшни, спремиме един проект. Има 2 видеа од по саат и пол материјал, што треба да, тоест по 2 сати материјал, што треба да се кратат, али по едно ќе биде минимум пола сат до 40 минути. Значи намерно го оставих во викенд луфта за во да го објавам, пошто ми е битно, сакам да се најде, сакам да се почне. Ще се извинам што се малку пократки видеата во викенд. Многу од вас ми пишат викендот е за тебе резервиран. Едва и чекате викенд, знам. Јасно ми е, гледам по одзивот, посебно по мотовлогот кој што искина. Али ето, како кажах, во ми беше битно да го објавам, така да од следните викенди ќе бидат се по саат време материјал, страшни видеа, стварно имам спремано видеа што верувајте вреда да се гледат, пълни смеа, пълни нервоза. Дури во един момент имадех што се фрлих и бех во стање да се да сукршам и да престанам, значи и тоа што го правих да го сукршам, значи ќе видите. Затоа викам што побрзо го објавам во тоа подобро и затоа во излезе во викенд. Така да тоа е тоа, ставете лайк, субскрајбнете се, контактирајте ме за ако има некој рам и распрашајте се, ќе се договориме околу се. Тоа е тоа, се гледаме во следното видео следниот викенд. Поздрав!